Определбата на локалната самоуправа на Кочани да го оплемени и да го заживее просторот на споменикот на слободата ќе продолжи во наредниот период, со оглед што тој е влезен во проектите за кои се бара финансиска поддршка. До Светска банка е поднесен проект за реставрација и конзервација на споменикот, што заедно со проектот за уредување на неговата околина би резултирало со комплетно уредена целина. Истовремено, ваквите заложби добиваат и сеопфатна поддршка не само од жителите на Кочани, туку и од гостите и оние кои на специфичен начин се поврзани со овој значаен објект. Од семејството на уметникот Глигор Чемерски, кој е творец на најголемиот мозаичен комплекс на споменикот, а со тоа и на Балканот, оценуваат дека неколкуте културни настани што летово се организираа на споменикот се вистински начин да му се врати сјајот на објектот. Многу позитивно гледам на тие активности, самата се залагам и учествувам во тој проект со цела свој влог што го имам и интелектуален и емотивен и мислам дека местата како што е овој споменик нудат изузетно многу можности за во иднина, за нови форми на комуницирање и на воопште користење на овој простор кој што има премногу потенцијал. И сметам дека градот Кочани има едно фантастично место кое што може да го користи, кое што инспирира и кое што и местото и градот ќе ползуваат од таа соработка и од одржување на настани тука на овој простор. Чемерска рече дека важно е да се направи целосно обновување на внатрешноста на споменикот, а потоа да се изнајде и начин за заштита и конзервација, зашто таа е подготвена и сама да даде свој придонес. На тоа можам да кажам дека заедно се трудиме да направиме еден проект кој што на подолгорочен план ќе го заживее споменикот, ќе се првично физичкиот простор да се обнови и да се врати во онаа состојба која што е посакувана, па потоа да се стави во некоја ситуација во која што ќе може да се одржува, да се користи, да се вмрежи можеби со други споменици или слични некои културни туристички точки, да постои комуникација, да се маркирани добро за да може да генерира дури и работни места преку нивна експонација на туристичката, на менталната, на културната, на секаквата мапа на Македонија. Ова лето, по подолг период пауза, на споменикот на слободата во Кочани имаше културни настани, што придонесе граѓаните повторно масовно да се вратат на оваа локација. Со театарската представа Солун град на духови, потоа дебатата за Европската унија и перспективите на младите, како и дводневната техножурка, се најавува само почеток на реализацијата на заложбите објектот да биде ставен во вистинска функција. При тоа се најавува дека треба да прерасне во култно место за специфични настани, во кои посебно место би имале младите.